СДСМ е оптимист за изгласување на законот за јавно обвинителство пред распуштање на парламентот, а ВМРО ДПМН се противи на како што велат партиските верзии на законски решенија кои ги предлага власта. Неизвестно и натаму дали овој собраниски состав ќе се распушти со консензус за еден од најважните закони. Социјалдемократите тврдат дека иако се одложи распуштањето и се изгласаат измените на изборниот законник и законот за јавно обвинителство, нема пречка за избори на 12 април. Сепак не одговараат на прашањето дали ќе поддржат иницијативата на ВМРО ДПМН парламентот да работи уште 6 дена. Избори на 12 април ќе има и од тоа ВМРО ДПМН не може да избега. Со тоа нивно вчерашно блефирање е единствено само за да спречи некои процеси во државата. Не на 12 февруари, тие ако можеа ќе го распуштаа собранието уште пред една недела, само да не влезе во процедура законот за јавно обвинителство, за да само има пратеничка група со 50 пратеници сигурни. Другите се сите пратенички групи, други, така да одлуката за нив не можам да кажам, да ја носам ниту да ја соопштам. Опозицијата реагира дека во оптек е првичната верзија доставена од Министерството за правда, а не закон со забелешки од експертите од јавната расправа. Ние го имаме во собраниска процедура старото законско решение, кое што е различно од ова за што дебатираа експертите. По завршувањето на јавната дебата гледаме дека Министерката за правда Рената Десковска воопшто не е спремна да ги почитува забелешките на експертите. ВМРО ДПМН излезе со предлог да се остави можноста да експертите се произнесат и направат заедничко законско решение. И собранискиот спикер Талат Џафери рече дека не гледа пречка за распуштање на собранието на 12 февруари. Тој смета дека за спроведување на сите изборни дејствија е потребен минимум 51 ден.